Добар ден, ученици! Добре дојдовте на час по математика во 7 оделение за осна симетрија. Денес ќе се подсетиме за рефлексијата, како што поинаку може да се нарече осната симетрија, односно симетрија во однос на права. Една 2D форма е осносиметрична ако може да биде поделена на два складни дела кои може да се доведат до совпаѓање. Линијата што ја дели 2D формата се вика оска на симетрија. Овој трапез тука има една оска на симетрија. Квадратот има 4 оски на симетрија. По дијагоналите и по средина на страните. Овој многоаголник нема оска на симетрија. Значи 2D формите може да немаат оски на симетрија, да имаат една оска на симетрија или да имаат повеќе оски на симетрија. Да разгледаме неколку 2D форми и да го определиме бројот на оски на симетрија што тие го имаат. Звездата има 5 оски на симетрија. Гледате левата страна, може да се доведе до совпаѓање со десната страна. Потоа, тоа е втората оска на симетрија, третата оска на симетрија, четвртата оска и петтата. Стрелката тука има една оска на симетрија, тоа е по средината на стрелката. Петоаголникот во овој случај има една оска на симетрија затоа што не е рамностран. Кога би бил рамностран, тогаш би имал 5 оски на симетрија. Во случајов, оската на симетрија на петоаголникот е тука. Оваа 2D форма нема оски на симетрија затоа што не може да повлечеме права со која што левата страна би можела да се совпадне со десната или горе со долу. Овој триаголник, како што може да забележите, е рамнокрак триаголник. Ке рамнокракиот триаголник имаме една оска на симетрија. Ако триаголникот е рамностран, тогаш би имал 3 оски на симетрија, а додека ако е разностран, тогаш нема да има оски на симетрија. ВТХ, да видиме колку оски на симетрија имаме. На овој начин имаме една, ако повлечеме вертикално, а ако повлечеме хоризонтално имаме 2 оски на симетрија, тоа се ти тука. Кружницата има бесконечно оски на симетрија, тоа се сите прави кои што поминуваат низ центарот на кружницата. Бесконечно многу прави. И последната форма, тоа е ромбот. Ромбот има 2 оски на симетрија, тоа е по дијагоналите. Кога би било квадрат на минатиот слайд, видовме дека би имал 4 оски на симетрија. Симетријата може да се види на многу места во природата, уметноста и архитектурата. Еве неколку примери на симетрија од секојдневието. Во првиот ред имаме осносиметрични форми во природата, односно во растителниот и во животинскиот свет. Може да повлечеме на замислена права со која што листот би се поделил на два складни дела. Исто така и ке бубамарата, по средина на крилјата. Исто и ке жабата, ке разни инсекти, пеперутката, љубичицата. Вториот ред издвоив неколку знамиња кои што исто така се осносиметрични, односно со повлекување на една права би се совпаднале двата дела и во однос на формата, но се разбира и во однос на боите. Знамето на Македонија има 2 оски на симетрија по средина на страните. Знамето на Аргентина има една оска на симетрија, тоа е вертикалната права. Знамето на Швајцарија е квадрат, па затоа има 4 оски на симетрија.
по дијагоналите и по средина на страните. Знамето на Јужна Африка има и една оскана симетрија, само хоризонталната права за се совпаднат и боите. Ако повлечеме вертикална права, нема да се совпаднат левата со десната страна. Потоа се исто така знамињата на Барбадос и на Ботсвана, кои што имаат, ова има две оскина симетрија, а ова има една оскана симетрија. На третиот ред се неколку сообраќајни знаци кои што исто така се примери на осно симетрични фигури, односно форми. Овде може да забележиме дека има по една оскана симетрија, по средина по вертикалната права, и истото и со овие знаци имаме по една оскана симетрија. Иако триаголниците се равнострани триаголници, за се совпаѓаат боите, викаме дека имаат една оскана симетрија. На крај имаме една интерактивна игра во која што имаме две куќички. Едната куќичка мемунчијата треба да ги однесат осносиметричните букви, а во другата да ги однесат оние букви кои што немаат оскана симетрија. Ако ја земеме, например, буквата Н, и ако ја ставиме во куќичката во која што нема оскана симетрија, мемунчето нема да може да ја однесе внатре, односно ќе се врати, затоа што буквата Н има две оскина симетрија, затоа буквата Н треба да оди кај куќата која што собира осносиметрични букви. Буквата Ц, дали имаме оскина симетрија кај буквата Ц? Не, затоа ќе однесиме во куќичката во која што нема оскина симетрија. Истото и со буквата Л. Буквата И, дали има оскина симетрија? Не, буквата И нема исто така оскана симетрија. Буквата О има има две оски на симетрија. Буквата Ј нема оски на симетрија. Буквата А имаме една оска на симетрија по средина вертикална, затоа ќе однесиме кај осно симетричните букви. Буквата Р нема оскана симетрија. У повторно нема оскана симетрија. Буквата Е ќе оди кај осно симетричните букви, затоа што има оскана симетрија. Буквата Г, дали ќе ја носиме во осно симетричните букви? Не. Буквата Г нема оскана симетрија. Исто така и буквата Ѓ и Њ. Буквата Х има две оски на симетрија. Исто така и буквата Ж. Б нема оски на симетрија. Т има една оска на симетрија. М повторно има оска на симетрија. И буквата П има оска на симетрија. И Ш како последна повторно има оска на симетрија. На крај ви поставив неколку линкови каде што може да играте други игри кои што вклучуваат оста симетрија, да погледнете некој видео, исто така да цртате осносиметрични цртежи и уште две видеа за осна симетрија. Ви благодарам, се гледаме